Добре дојдовте во Актуелна тера. Еве ги вестите на денот. Средба Груевски Заев Европската унија ја поздрави. Каде се парите за здруженијата? Костурски вратен од грчката граница. Врнежите ги одложија алергиите. Поречиси двочасовни разговори во коректна атмосфера, без договор заврши првата средба во 4 очи меѓу премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски и лидерот на опозицијата Зоран Заев. Денешната средба требаше да биде обид за враќање на политичкиот диалог на 33 опозицијски пратеници во собранието. Нема договор за техничка влада, не постигнавме договор за нашите барања, а со тоа ниту за натамошни разговори, изјави лидерот на СДСМ Заев. Според него на средбата воопшто не дошол на дневен ред разговор за пакетот мерки што го најави премиерот Груевски за прекинување на институционалниот бојкот од страна на опозицијата. На средбата прво Заев ги презентирал барањата на опозицијата кои претходно беа најавени како 5 суштински теми: да се создадат услови за одвојување на партијата од државата, за регулација на медиумите, прецизно прочистување на избирачкиот список, спроведување попис и главното барање формирање техничка влада која ќе спроведе фер избори. За последното барање премиерот уште пред 2 дена се изјасни дека е неприфатливо. Денеска го повторил истиот став. По таквиот став на Груевски, лидерот на СДСМ смета дека не е постигнат договор. Разговорите да продолжат и не е оптимист дека состојбите ќе се помрднат од сегашната точка. Воопшто не сум оптимист, оваа средба беше на барање на премиерот. Ние остануваме отворени за преговори, но да подсетам, оставките на нашите пратеници во парламентот се поднесени, а ние ќе продолжиме да ги спроведуваме сите активности како партија која се одлучи за вонпарламентарно действување, рече Заев. Според Груевски, разговорите поминале во коректна атмосфера и двајцата лидери биле блиску до договор и работни групи, се додека не дошло барањето за техничка влада. Бевме блиску да договориме работни групи за одредени прашања, ама неколку минути пред крајот на средбата, Заев побара јавно да изјавам дека го поддржувам барањето за формирање техничка влада. Нормално јас такво нешто не прифатив, бидејќи само што формиравме влада која добро функционира, рече Груевски. Тој додаде дека таквото барање на Заев на крајот од средбата му личело како некој да го советувал лидерот на СДСМ да постапи на тој начин. Груевски одби да одговори на кого мисли дека е советник на Заев. Европската унија денеска го поздрави диалогот помеѓу премиерот Груевски и лидерот на СДСМ за решавање на политичката криза во земјата. Портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчиќ за МИА изјави дека напорите за надминување на ќорсокакот се во корист на граѓаните, но диалогот е важен и во однос на решавање на клучните реформски приоритети на Европската унија. Никола Костурски бил вратен назад во Македонија на границата со Грција, иако планирал низ Грција транзитно да минува на пат за Турција. Тргнал преку Грција, сметајќи дека нема да се соочи со проблеми, инаку требало да отпатува за Турција на Светски конгрес за биохемија. Маја Богоевска. Во саботата на граничниот преминев зони, грчките погранични власти му го забраниле влезот на Никола Костурски. Тој планирал да помине транзит, а патувал во Турција на Светски конгрес по биохемија. Последен пат кога се обидел да влезе е кога се либерализираше визниот режим. Ме вратија со образложение дека сум персона нон грата, без никакво образложение зошто, како, кога. Само ми кажаа дека од 1997 година ми е забрането да влегувам во Грција и транзитно, и секако и да влегувам во Грција. Имав пробано неколку пати да влезам. Последното пробање беше на 19 декември, кога се укина Шенген визата и тогаш ме вратија. Од тогаш немав пробано. Сега мислев дека на транзит ќе бидат малце попустни, меѓутоа повторно истото се случи. Се обратил до министерствата. Јас се обратив неколку пати до нашето Министерство за надворешни работи и до Министерството за внатрешни работи, како граѓани на оваа заедница на Република Македонија, кои редовно, уредно си плаќаат сите давачни даноци према државата, барав да бидам заштитен и да барат од Грција објаснување зошто не ми дозволуваат влез. Немам направено никакви дејанија, да речем, во Грција, кои што би биле криминогени или нешто, некои други такви активности, со кои што би ми забранале. Може би една и единствена причина за забраната и во Бугарија и во Грција е тоа што
моите активности со македонците во Пиринска Македонија и во Егејскиот дел на Македонија беа евидентни и не беа незабележани од тамошните државни служби. За неговите активности кои ги имал во Бугарија и Грција, уште во 1996 година добил забрана за влез во Грција и 7 години забрана за влез во Бугарија. Досие за него било отворено од 1985 година под името Демагог. Јас бев во Историскиот архив на Македонија и најдов досие за мене под псевдоним Демагог од 200 страници, во кое што службите битолски, републички и сојузната државна безбедност воделе евиденција што и каде се движам и кои се моите активности и заведен под псевдонимот Демагог по линија на Видадов документ, по линија на национализам, шовинизам, сепаратизам и автономизам. Исто така, заедно со историчарот Литовски напишале писмо до премиерот и председателот на државата во кое ја критикуваат намерата за заедничка прослава на Илинден меѓу Бугарија и Македонија. Можеби чествувањето на Кирил и Методи заеднички некако има некоја логика како комшиски народи, па и покрај тоа што беа исклучени руси, срби, словенци, хрвати, белоруси, украинци, сите што беа описменети од браќата Кирил и Методи, се најдоа да се организираат само овие две соседни држави, кое што дава сомнеш за задни намери и дамнешното тежнење на Бугарија за еден поголем простор, она што не успеала да го земи 12-13 година, да стави крај на постоењето на Република Македонија, односно тие признаваат држава Македонија, но не признаваат македонски народ, македонски јазик. Костурски смета дека причината што е непожелен за грците е одржувањето на средбите на егејците од Егејска Македонија во Трново. Резултатите од екстерното тестирање објавени во училиштата. Резултатите од екстерното тестирање по двата предмети кои ги полагаа основците и средношколците денеска се објавени во училиштата, потврди Министерството за образование и наука. Второто екстерно тестирање во Македонија беше спроведено од 2 до 10 јуни и опфати 189.037 ученици од 4-то одделение во основно образование до 3-та година во средно образование, како и 18.126 наставници во 680 основни и средни училишта. Резултатите од тестирањето на 8 одделенците беа објавени минатата недела поради нивната обврска за запишување во средно образование. Матурантите пак поради обврски со државната матура екстерно беа тестирани на почетокот на второто полугодие од учебната 2013-2014. Колку пари се наменети за здруженијата и колку транспарентно се прави тоа? Ова е целта на проектот "Каде се парите" на здруженијата, во рамките на кој се направи анализа на практиките за распределба на средствата за здруженијата во 4 региони: Битола, Штип, Кичево и Тебар. Денес во Битола се промовираше анализата на практиките за распределба на средства за здруженија од општинските буџети во регионите Штип, Кичево, Дебар и Битола. Целта на настанот е да се промовираат резултатите од истражувањето за утврдување на состојбата со финансиските и буџетските практики на единиците на локалната самоуправа за распределба на средства за здруженија и да се отвори дискусија за можните решенија за унапредување на овие практики. Генерално е нетранспарентно, односно општините половина и повише од општините не распишуваат јавен конкурс, немаат пишани критериуми за алоцирање на овие средства и здруженијата немаат обврска да известуваат по овие средства. Друга главна точка од анализата се покажа и дека многу мал процент од буџетот на општината, од вкупниот буџет се наменети за финансиска поддршка на здруженијата, односно помалку од 1% од вкупниот буџет. Исто така се покажа и дека оно што го планираат во буџетот во ставката трансфер до невладини организации, реално многу помалку се трансферира до здруженијата. На настанот беа презентирани клучните заклучоци од извршената анализа во која беа опфатени 15 единици на локалната самоуправа, односно подготвен е документ на јавна политика, кој што ќе биде доставен до општините кои беа предмет на анализата и тука се содржат во документот препораки како ова да се подобри и како да се зголеми соработката со невладиниот сектор во овие општини и во овие региони и како сите заедно да допринесеме кон развој на заедницата и одржливост на организациите.
Настанот е дел од активностите на проектот Каде се парите на Сдруженијата, реализиран од Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, Центарот за развој на заедницата Кичево, Младинскиот културен центар Битола и Центарот за одржлив развој на заедницата Дебар. Во рамки на проектот на УСАИД за граѓанско општество, спроведуван од Фондацијата Отворено општество Македонија. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Реставрирана куќата на Кале Шања. И за други теми, покуса да пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: како факултет ќе одберете за вашето академско образование? Обштествени науки, медицински, технички, уметнички? За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Првата тет-а-тет средба меѓу председателот на СДСМ Зоран Заев и премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски ќе се одржи денеска во 13 часот во клубот на пратениците. Ако паднам во кома да ги подарите моите органи на болни на кои им требаат. Ова било последната желба на 53 годишниот лекар пред да почине, кому семејството му е исполнило желбата. Министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската Унија на Албанија ќе и доделат статус на земја кандидат за членство во Европската Унија. Црни стршлени 2 пати поголеми од вообичаените представуваат огромна закана за здравјето, предупредија докторите откако инсектите стигнаа до Балканот. Сунитските екстремисти во Ирак објавија дека имаат целосна контрола врз нафтената рафинерија во Баиджи, северно од Багдад. Земјотрес со јачина од 8 степени по Рихтер ги погоди денеска Алеутските острови на Аљаска. За сега нема податоци за предизвикана материјална штета или човечки жртви. Алергиите годинава одложени заради врнежите, велат медицинските лица кои работат на оваа се почеста проблематика во здравјето на луѓето. Оливера Михајловска. Долгите врнежи го одложија периодот во кој владеат алергиите, особено оние на полен, липа и трева. Тие може да се јават во било кој период од животот, а само поленските мачат околу 30% од граѓаните. Најчесто се јавуваат кај деца и млади, а бројот на болните се зголемува од година на година. Полен, особено липа и трева, се најчестите алергени што во овој период предизвикуваат проблеми кај здравјето на многу од граѓаните. Долгите врнежи, велат професорите на медицина, го одолжија периодот во кој владеат алергиите кои може да предизвикаат релативно полесни симптоми како кивавица, чешање, пецкање, црвенило на очите. Меѓутоа алергиите може да доведат и до тешки и драматични симптоми како кашлање, задушување и затегање во градниот кош. Алергиите најчесто се откриваат откако пациентот ќе посети лекар поради настинка што никако не поминува. Настинките, објаснуваат лекарите, се вообичаени за есенските и за зимскиот период, поминуваат за 7 до 10 дена и не предизвикуваат сериозни компликации. Алергиите пак може да се случат во секој период од годината и може да траат и со месеци. Најтешка форма на поленска алергија е астматичната реакција на организмот. На алергијата и годи пак нискиот имунитет. Кај 40 до 60%, особено кај младите што имаат поленска алергија на горните дишни патишта, со текот на годините може да добијат и поленска астма, ако не се контролираат и превенираат симптоми. Кај децата може да се јават и кожни реакции. Алергените се лепат и на облекат и на телото, па алергичните лица треба да ја менуваат гардеробата и да се истушираат штом ќе се вратат дома. Кога некој ќе добие алергија, се менува имунолошкиот систем, кој станува почувствителен на материја од околината и претерано реагира на супстанции што инаку се безопасни. Како главен виновник за алергиите, лекарите го сметаат аерозагадувањето. Загадувачите ги инфицираат полените, а тие потоа прават проблем кај луѓето.
Промовирана е брошурата "Студентски дилеми и проблеми". Трибината ја организира Македонскиот образовен форум со Американската амбасада. Весна Шеровска. Со кои проблеми се соочуваат студентите и кои се нивните механизми за заштита на нивните права во случај на повреда? Брошурата "Студентски проблеми и дилеми" ги има одговорите на повеќето прашања со кои што се соочуваат студентите во текот на нивното студирање. Денеска на трибината во Американското катче во Битола пред студентите беше промовирана оваа брошура, каде што студентите можеа директно да постават прашања и да добијат одговор од организаторите. Брошурата е насловена како "Студентски дилеми и проблеми", што баш на еден начин го ја сликува ситуацијата во која што се наоѓаат студентите кога ќе се соочат со некаков проблем во нивните образовни установи, не знаат на кого да се обратат, не се запознаени, сето тоа им звучи малце онака премногу формално, институционално, не знаат кои институции се надлежни, како треба да се обратат, како тече процедурата. На трибината беше промовиран и микросајтот mov.mk/сервис млади. Младите ќе може да ги поставуваат директно своите прашања. Самиот микросајт представува линк до советодавниот сервис. Тоа е еден тим од млади правници кои што работи во рамки на проектот. Така што покрај создавањето на микросајтот изработивме и две брошури. Тоа се средношколски дилеми и проблеми и студентски дилеми и проблеми. Во склоп на проектот постоеле 3 категории. Едната била за средношколци, другата за студенти и третата за млади и комуникација со институциите. Која е оправданоста за постоењето на овој проект? Денес може би најтешко е, а дури и невозможно во вистинско време да имаме точната информација. А од друга страна пак знаеме дека незнаењето на правото штети и не оправдува доколку ние направиме некаков пропуст да кажеме не сме го знаеле тоа, опростете не овој пат, напротив, нели ќе бидеме соодветно санкционирани. Па токму поради тоа ние од една страна со советодавниот сервис нудиме најразлични информации во форма на вести, колумни, статии кои што се достапни нели на самиот сајт. А од друга страна пак нудиме можност да младите кога имаат некаква дилема, некое прашање или сакаат едноставно да се осигураат околу некаков проблем кој што ги мачи, можат да постават нели прашање на самиот сервис и ние нели да се обидеме колку што можеме да им помогнеме. Проектот Советодавен сервис за права на млади е проект на Младинскиот образовен форум од Скопје, поддржан од страна на амбасадата на Соединетите Американски држави, кој се спроведува во периодот од октомври 2013 до септември 2014 година. Преку ИПА програмата на Европската Унија Новација спаси од завод на времето куќата на Калеш Ангја во Старавина. Целата реконструкција треба да заврши до крајот на 2014. Оливера Михајловска. Црнооката Калеш Ангја, родена македонка која го цени своето потекло, која никогаш не би се откажала од својата вера, потпрена врз својата чест и моминска храброст, Ангја е против потурчувањето. Голем греф е сторен на нашата Ангја. Калеш Ангја, родом од Старавина, и денеска се раскажува тажната приказна со среќен крај за неа. Према кажувањата била убава, теа биле близнак со брат некој, кој бил земен како данок во крв, однесен изгледа Цариград, веројатно во Турција, и ги школувале, тој бил некој санитет, сабар, не знам, некој такво лице. И кога турците разбрале за ова уба девојка, ја зеле, ја однесле таму, па таму се препознале со брати, имале некој белек, не знам каков тој, знаат тој и другите, и така се изнашле, па ја ослободиле. Незината куќа и ден денес стои во Старавина и сведочи за времето кога таа живееше. За објектот автентично да остане, но и да го победи завод на времето со прекуграничен проект Новаци, преку ИПА програмата на Европската Унија, се погрижи куќата да ја реставрира автентично каква што е под лупата на експертите од Битолскиот завод и музеј, по примерот на нашето градителство, каде се санира кровната конструкција, меѓукатниот простор и ѕидовите, камено градителство карактеристично за Мариово, кое има за цел да биде зачувано за идните генерации. Се довршуваат работите на екстериерот и сега ќе треба внатрешно, значи да се посвети на интериерот, односно фазите на водовод и канализација
и електрика и завршување, значи на довршување на фазите како што е со дограмата, деловите завршни кои што се на тој дел да се заврши комплетно целиот објект. Тоа е она што се залагаме за да се зачува и начинот на градба. Не само нашето кои што имаме културно-историско наследство, но и самото начин на градба, пошто ако веќе тоа го изгубиме, после ќе не можеме да ги реконструираме, реставрираме и конзервираме објектите кои што ги имаме. Овој објект е типичен за селската рурална средина на Мариово. Има предсобје и други простории за посетители. Автентичниот изглед е предуслов при реконструкцијата. Се мора да биде како што било. Од претходно сигурно куќата била покриена со камени плочи, меѓутоа кога се започна со работа беше во оваа фаза кај што гледате, значи извршена нејзина конструктивна санација, реконструкција на одредени делови кои што недостасуваат и на другите делови кои што беа тука, конзервација и реставрација. Зидовите кои што гледате се комплетно наново реконструирани. Ревитализацијата на куќата на Калеш Анге е само еден од трите објекти кои треба да бидат готови до крајот на 2014-та. Нови откритија во Хераклеја поврзани со епископската резиденција во археолошкиот локалитет. Избран како еден од најзначајните во групата на капитални проекти поддржани од владата на Македонија. Оваа година нашите истражувачки сили ќе ги насочиме кон доистражување на епископската резиденција и на уште две локации, доколку се разбира ни дозволат временските услови. На секој археолог е среќен кога веќе ќе дојди до некој податок. Сега можеме слободно да кажеме дека веќе откривме границата на распространетост на епископската резиденција, значи го најдовме крајниот зид и веќе работиме во тој простор, наидуваме на богат материјал, било да е садова керамика, монети кои што ни асоцираат каде се наоѓаме и бројни предмети од метал. Познато е дека ние пронајдовме со последниви истражувања податок за оној вакуум во историјата, односно во науката. Значи, долго време се мислеше дека Хераклеја од 7 до 9 век не екзистира. Напротив, со големиот број на материјални сведоштва се потврди дека градот екзистира. Потоа од 9 до 11 век екзистира во црковна насока. Значи, тоа се материјални сведоштва кои го потврдуваат тој континуитетот на животот на Хераклеја, почнувајќи од 4 век пред наша ера до 11-12 век наша ера. Значи, пронајдовме прекрасна нова базилика со уште поубави мозаици. Всушност тоа го потврди уште еднаш епископскиот карактер на градот во ранохристијанскиот период. Пронајдовме одбрамбена кула од крајот на 3 век, која што веќе е и конзервирана. И бројни други наоди кои што само ја збогатуваат сликата за овој град, кои што пак од своја страна заслужува да биде комплетно истражен и конзервиран. Водата за пиење од црквата Свети Ѓорги кај местноста Викана Сребрена вода била исправна. Од црквата Свети Ѓорги сребрена вода ги известуваат граѓаните на Битола и околината дека настојателството при црквата редовно прави хемиско микробиолошка анализа и контрола на исправноста на водата за пиење. Во јавната здравствена установа Центар за јавно здравје во Битола. Потврда за исправноста на водата редовно се истакнува над изворот, каде граѓаните може да се уверат дека водата е исправна за пиење. Од настојателството на црквата Свети Ѓорги во местото викано Сребрена вода до медиумите доставија и извештај од извршената хемиско микробиолошка анализа од Центарот за јавно здравје. Еве што донесува светот на Актуел. Верица се убиени, а 3 други се ранети во вооружена преспетка меѓу бразилската полиција и осомничени наркокриминалци. И за други вести од светот, по кусата пауза, останете со нас. Битолчани воодушевени од уникатната представа на Милош Софреновиќ. Полугодишен концерт на Куди Линден. Дневникот на хулиганот, повторно во Битола. По армијата сега и проруските сепаратисти во Источна Украина сакаат да го положат оружјето до 27 јуни.
Тие се надеваат на преговори како што соопшти нивниот водач од Донецк. Ненаден пресврт во украинскиот конфликт. Проруските сепаратисти на истокот на земјата се согласија со привремено примирие. Најмалку до петок водачот на сепаратистите во Донецк изјави дека бил подготвен за преговори со Киев. Американскиот државен секретар Џон Кери допатува денес во ирачкиот автономен курдски регион, еден ден по ненадејната посета на Багдад, каде изјави дека САД ќе му даде голема поддршка на Ирак во борбата против екстремистите. Кери, како што се очекува, ќе се сретне со лидерите на трите провинции на Курдистан и ќе побара од нив да не се повлекуваат од политичкиот процес во Багдад, откако безбедносните сили ја презедоа контролата врз градот Киркук, кој е богат со нафта. Новинари на Ал Джазеира, австралијанецот Петер Грест Мохамед Адел Фахми, кој има египетско-канадско потекло, и египтјанецот Бахед Мохамед, кои пред 6 месеци беа уапсени во хотел во кој работели и известувале за немирите во Египет, се осудени на затворски казни. Грести и Фахми се осудени на 7 години затвор, додека Мохамед добил 6 години поради поседување на оружје. Египетските власти ги обвинија за ширење невистини, како и за поврзано со организацијата Муслимански браќа, која според властите е терористичка. Најмалку 14 лица се повредени при бомбашки самоубиствен напад во Бејрут во близината на армиски пункт. Нападот се случи по полноќ по локално време. Областа каде се случи нападот е упориште на шиитската милитантна група Хезболах. 2 лица се убиени, а 3 други се ранети во вооружена пресметка меѓу бразилската полиција и осомничени наркокриминалци во една фавела во Рио де Жанеиро, објави денеска бразилскиот портал G1. До пресметката дошло кога полицијата интервенирала по пријава за претепан маш, но кога полицајците дошле во фавелата, вооружените криминалци отвориле оган врз него. Во престрелката се убиени 20 осомничени криминалци, а ранети се 20 полицајци и еден тинејџер. Репрезентацијата на Алжир направи голем исчекор кон место во нокаут фазата, откако убедливо со 4-2 славеше против Јужна Кореја. Африканците го одиграа најдобриот меч во нивната историја на мундијалите, откако по само 38 минути имаа предност од 3 гола. Тоа воедно беше и нивно најефикасно полувреме на светското првенство. Откако медиумите почна да шпекулираат дека сета документација од болницата во која престојуваше Михаел Шумахер била украдена, истата се продава на интернет за 10 до 50.000 евра, болницата ги потврди овие написи, документите се украдени пред неколку дена и се нудат на продажба. Не знаеме дали станува збор за оригиналните документи, но болницата потврди дека неговиот здравствен картон исчезнал. Кражбата е пријавена во полицијата, изјави неговата портпаролка. Семејството на Шумахер исто согласи со изјава дека ќе покрене тужба против оној кој го сторил ова кривично дело. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп.
Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. И на крајот една информација од денеска програмата на Тера се емитува на нова фреквенција во дигиталниот пакет на Телекабел. Новата фреквенција е 666-000, символ рейд 690 и клан 256. Ви благодариме за вниманието. Останете понатаму со Тера.